Сакам да ја искористам оваа прилика и да ги информирам граѓаните на општина Росомон дека овие денови општина Росомон влегува во реализација на предвидените инфраструктурни активности, односно изградба и реконструкција на патишта и улици во општина Росомон. За почеток на овие активности се предвидени околу 3 милиона денари, тоа се сопствени средства, и со овие средства ќе се изградат неколку улици во скоро сите населени места низ општината. Некои од нив со асфалтирање, некои со поставување на бекатон коцки. За почеток предвидено е да се асфалтира дел од улицата Цандо Кузманов во должина 170 метри, потоа дел од улицата Пере Тоше во должина од 95 метри. Во Трстени дел од улица во должина од 40 метри, во Сирково две улици во должина од 80 метри и 65 метри и во Манастерец во должина од 115 метри. Тука и Дебриште за изградба на улица во должина од 80 метри. Истовремено сакам да ви информирам дека надвор од овие средства имаме на располагање и дополнителни средства во висина од скоро 3 милиона денари за реализација на крак од атмосферска канализација во Росомон, реализиране во соработка со Вардарски плански регион преку Биро за регионален развој, 2 милиона денари за дозавршување на одамна започнатиот локален пат Камен Дол Мрзен и дополнителни други средства кои ги обезбедивме преку Биро за регионален развој за изработка на планска документација, без која планска документација не може да се аплицира до средства, до пристапна средства, во висина од околу 500.000 денари. Овие средства ќе бидат искористени за реализација на изработка на проекти од инфраструктурен карактер, односно проекти за изградба на канализација и на водовод. Истовремено, преку Министерството за животна средина аплициравме и добивме уште 300.000 денари за изработка на проектна документација за еден од најпроблематичните делови во Росомон, односно одводнување на делот така наречен Бавчи. И на крај, да ви кажам, да ви известам дека во тек е реализацијата на меѓуграничниот проект, односно ИПА проектот, во соработка со невладината организација Вински пат за реконструкција на старата школа во висина од 14-15 милиони денари, односно во висина од околу 220.000 евра. За почеток, мислам дека ова е добро, иако до сега во таа смисла не бевме активни, но сепак дојде времето кога овие припреми ќе покажат дали сме се спремиле и успешно ќе ги реализираме сите овие наши идеи. Средствата се предвидени да се издвојат од буџетот на општина Росомон. Предвидовме и верувам дека советниците, не верувам, него сум убеден дека има чувство за тоа и дека без проблеми ќе помине тоа на. Иако општина Росомон минатите години потроши силни пари за водоснабдување како за Росомон, така и за останатите населени места, сепак проблемот со водоснабдувањето останува уште, бидејќи имаме, туку речи, во сите помали населени места проблеми со водоснабдувањето, некаде со апарати за дозирање на хлор, некаде со недоволна количина на вода, некаде со квалитетна вода, а некаде имаме и со недоволна количина и со неквалитетна вода. Ние во таа смисла имаме веќе подготвено два проекти кои сега не ги спомнав. Тоа е еден проект Миланова чешма во Манастерец и уште еден проект кој е на крај, иако тоа се работи за водоводот во Крушевица, кој што е изграден пред многу години, меѓутоа има проблеми во функционирање. Сега сме во фаза на изготовка на план кој ќе предвиди реконструкција на овој водовод кој сега функционира, меѓутоа за жал водата е таму многу неквалитетна и непроверена. Во смисла на годинашниот род, односно берба и пласман на праски, ние вчера имавме средба со откупувачите, со поголемите откупувачи на праски. На средбата беше присутна Ленче Николовска, советник во кабинетот на премиерот Зоран Заев, и разговаравме на оваа тема,
Кај нас тоа е факт, вистина е дека ние со години наназад се соочуваме со проблемот и исплатата, не само со пласманот, него и со исплатата на праските. Јас верувам дека после вчерашната средба, на која и конкретни мерки се превземеа, имено се договорија одредени откупувачи да направат средба со Ленче Николовска, советник во кабинетот на премиерот, да за изнаоѓање на решение, односно за финансиска поддршка, дали преку кредит или не знам на кој друг начин, за да можат и откупувачите да бидат посигурни кога ќе влезат во откупот, а истото времено и оние кои што ќе ги дадат праските да бидат посигурни во исплатата на праските. Традиционално секоја година, точно да бидам искрен, не знам од кога се празнува како Праскобер за духовден, знам дека тоа децениски наназад, меѓутоа и за оваа година, иако годинава духовден е значително порано, така да ризикот од успешно одржување на манифестацијата Праскобер е под прашање. Знаеме дали ќе имаме зрела праска, сепак ние тоа на символичен начин ќе го одбележиме. Манифестацијата се предвидува да трае 3 дена. Главен и ударен ден ќе биде сабота, кога гостите кои ќе бидат присутни од Република Србија, Романија и од Македонија ќе бидат вклучени во активности преку турнир во утринските часови, пред тоа официјалната берба или Праскоберот, чинот на Праскобер, а во подоцнешните часови ќе имаме културно-етничка програма, која ќе се состои од 2 дела, еден од народен дел и еден од забавен дел. Во народниот дел ќе имаме учество на културно-етнички друштва од Србија и од Македонија и уште некои изненадувања, додека во забавниот дел во преговори сме да доведеме некое поатрактивно музичко лице. Ќе биде вклучени диџеј, истовремено и ќе дадеме шанса ни една росоманска група која е во афирмација и таа да се представи пред публиката. Се надевам дека сето ова сега што го зборувам дека така и ќе се реализира и верувам дека ќе бидеме на крајот задоволни од целата таа манифестација.